Во ред ви благодарам, почитувани граѓани, почитувани медиуми. Имаме сериозни сознанија дека владата на СДС и ДУИ веќе подолг период наназад го планираат отварањето на рудникот Иловица. Според сите действија кои ги направила владата, наместо од светски реномирани компании за ископ и трговија на метали, Иловица треба да биде управувана од фирмите на семејството Дестани блиско до ДУИ. И тука се поставува прашањето кој кого лаже. Владата меѓу себе или како по обичај владата ги лажа граѓаните, а напротив тие точно знаат што прават. Имено, истата оваа влада која сега вели дека е измамена, морала да даде дозвола за превземање на удели од страна на фирмата на Дестани од ДУИ. Според членот 49 од законот за концесии со кој се уредува процесот за согласност за пренос на удели и акции, стои дека преносот на удели или акции кај субјектот кој поединечно или во збир би довела до промена на управувачкиот пакет во друштвото, како и пренос на акции или удели кој поединечно или во збир би довела до промена на управувачкиот пакет кај трговското друштво кое е основач на концесионерот, но и кај физичкото лице кое е собственик и поседува соодветен удел во друштвото, кое директно или индиректно се јавува како основач или собственик на концесионерот, не може да се изврши без претходна писмена согласност на концедентот, односно владата. Или пак за да биде појасно, за да се превземе удел, компанијата на семејството Дестани морала да поднесе барање до владата, која има законска опција по истото тоа барање да одговори негативно, односно да не дозволи превземање, ако утврди дека со превземањето ќе се наруши целта со која е дадена концесијата. По превземањето на уделот и добиената согласност од владата, компанијата на Дестани, согласно закон, била обврзана да уплати на доместок на државата во износ од 7% од вредноста на концесијата. Која компанија плаќа за да влезе во проект за кој однапред знае дека ќе пропадне? Здравата логика кажува дека таква компанија не постои. И од тука се поставува прашањето дали е договорено се однапред. Особено ако се земе во предвид дека владата можела да не дозволи влез на Дестани во Иловица, кој доаѓа на местото на светски реномирани компании како Трафигура, која е една од најголемите трговци со метали во светот со над 300 милиарди годишен обрт и со големо искуство за ископ широм светот. Со што Дестани ја убедил владата да му даде согласност за влез во Иловица и дали тоа е причината поради која власта жестоко се бореше да се отвори рудникот. Особено ако однапред го знаеме фактот дека компанијата на Дестани нема искуство од копање на злато, ниту било кој друг метал. Со што Дестани може да ги убеди граѓаните од Струмичко дека нема да загадува и кои се неговите референции. Како може граѓаните да се уверат дека Дестани знае што прави и дека нема да се контаминира почвата и загади целата котлина? Граѓаните се со право загрижени. Почитувани, криминалот на власта е очевиден. Благодарам. Дали имате прашања? Благодарам.